Добре дојдовте, почитувани гледачи, во новото издание на Агроспектар, вашата емисија која што редовно ви нуди информации за едукација за квалитетно земјоделско производство. Така ќе биде и со содржините во ова издание, кој што ќе ги одработиме. Со нас е професор доктор Исто Вучков. Професоре, добро ни дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Ќе почнеме со времето, значи веќе оние летни температури ги имаме над 40 степени, што значи ова, дали има доволно влага во почвата или ќе имаме сушен период кој што негативно ќе се одрази врз земјоделските култури? Ние при обсервацијата на времето, кое го правиме во секоја од емисиите на почетокот, и не случајно го правиме тоа, дефинитивно времето со, посебно оваа година, 2020, ќе ја оквалификуваме како една турбулентна година со брзи промени на времето и со едни необични временски моменти, каде што сето тоа, јас верувам, врз основа на таа глобална климатска промена и следливоста, дека таквото време кај нас ќе предизвика многу нелагодности во земјоделското производство. Се соочуваме со оние видливи крајности, што не беа до сега така симптоматични, да кажам. Што сакам со тоа да кажам? Ние имаме, овие 2-3 дена, ќе имам 40, преку 40 степени, Гевгелија може да 42 степени Целзиусови. Да ние за 2-3 дена имаме од 15 па и 20 степени помали температури. Таквото нешто обусловува кај растенијата, па и кај луѓето, можам слободно да кажам, она стресна состојба и физиолошки внатрешни нелагодности. Кај растителните видови, сега јас тоа во една од претходните емисии го зборевме, времето како фактор делува врз квалитативниот и квантитативниот аспект на растенијата и приносот кој треба да се доби. Што сакам да кажем? Сега струмичкиот регион има одгледување на корнишон на големи површини. Внатре, кога е надвор 42 степени, внатре е преку 60. И доаѓа до видливо колабирање, односно абортирање на младите цветови од корнишонот. Бербата на корнишонот е рестриктивна пред се од тие високи температури, бидејќи поленовото зрно на 60 степени тоа не може да прокрие во тубусот и да оплоди. И тука имаме абортус и губење на принос. Од друга страна, таквата температура во физиолошки аспект во самото растение предизвикува одредени нелагодности. Значи, нелагодноста се состои во тоа што транспирациониот коефициент секогаш е поголем од можностите на коренот да дотира одредена храна. А сето тоа е времето како значаен фактор. И ние тоа што го имаме сега, во догледно време ноќите се уште свежи, а дента температурата е околу 40 степени. Таквите разлики ќе предизвикаат неминовна промена и структурно на некои култури кои ќе бидат поотпорни на таквите временски неприлики. Инаку, она што го доживеваме, голем дел од производителите веќе го препознаваат и губење на квалитетот и на приносот кај производите. А факторот е точно времето с кој го обсервираме сега. Што да кажеме со хидролошката состојба? Сега, ние имавме и врнежиот дожд оваа година, каде што акумулациите се на едно видно ниво и треба да се интензивно наводнува. А наводнувањето не е друго ништо освен овозможување на растението да има еден хармоничен однос на испарувањето на влагата, транспирацијата од страна на високата температура и можностите на коренот. Тука некои од подлогите слабо развиени и ред други трауматични состојби, а тоа нешто секако се одразува врз колабирање и појавување на еската, што која зборевме минатата недела, а сето тоа е времето како фактор кој го причинува тоа. Сега долгорочната прогноза ни зборува
овие 2-3 дена ние ќе имаме температури над 40 степени Целзиусови, да веќе викендот имаме една стресна состојба од 15 до 20 степени по-ниски температури, можности на врнежи од дожд, па и град. А при такви времења, точно градот, поради температурните разлики и стварање на овие кумулонимбулуси, се случува да имаме ние такви појави на облаци кои предизвикуваат и град. Сето тоа е завод на времето. И ние не случајно го обсервираме секогаш на почетокот од овие наши емисии со цел да човекот сакал или не мора да се прилагодува према таквите неприлики и, како што реков, тука агрономската струка мора одговорно да си постави цел. А целта е во перспектива ние ќе имаме се поизразени температурни амплитуди. И тука мораме да селекционираме култури кои ќе бидеат успешни на таквите услови и кои кај производителот ќе има задоволителни резултати и квалитативен аспект кој ќе биде валиден на пазарот. Сите тие работи се врзани во еден кодекс каде што со тек на време ќе мора да се следи и да се прилагодуваме према таквите постојки услови. Какви се импулсите од теренот, што е актуелно во оваа недела во делот на производството, на што се насочени производителите? Импулсот од теренот, морам да кажам, има едно привидно задоволство, бидејќи бостанот ова година помина многу добро со цената. Се уште е 15 денари во малопродажба. Дињата уште повеќе. Корнишонот исто така. Неограничени количини се барат за Австрија, за Германија и така натаму. Но таа е една оптичка варка, бидејќи производството е рапидно намалено. Ние секогаш во Македонија задоволството кај земјоделските производители е големо кога бостанот, Колешино произведуваше милиони тони. Ова година Колешани вела, професори, ние немаме за дома 2 лубеници да изедеме. Значи сето тоа се откупи со поволна цена. Сега, ако дојде малку поголема количина, бостанот ќе биде 1,5 или 2 денари. Тоа се тактика на трговската сфера која го ништи земјоделието. А тоа сето се должи на немање на една генерална стратегија каде што ќе биде вклучено Министерството за економија да обезбеде било кои количини, дали ќе е тоа зелка, бидејќи ова година зелката по 5 денари не откупува, колку илјадници тони зелка се уништи, тоа јас го знам најдобро. И луѓето се крајно разочарани. И од други производи. Значи, понекогаш, кога нема производ на пазарот, тој има цена. И тоа, пази сега, тоа е да биде трагедијата поголема. Не се гледа квалитативниот аспект. Се гледа само да има количински. Сега, кон европскиот пазар, тоа нема да има таков помин. А ние, наместо да се соочаме со вистината, а ова година, оваа недела од статистика, ја имам вистината, бидејќи имаме статистика, вистински податок, дека во Република Македонија производството се намалува. Видно намалување на производството, ќе имаме сега увоз на одредени градинарски култури, на одредени, а се декларираме аграрна земја. Значи, стратегијата за аграрот, кој треба да биде стожер во Република Македонија, кој треба да не воведе во европскиот пазар со брендирани производи, ние, поважно ми беше политиканството, кој со кој ќе коалицира или кој за кој ќе гласа, отколку да трајна определба биде на министерствата професионално. Министерството за економија да ја има девизата дека производителот за него е господин производител кој треба да произведува за познат купувач. Што тоа значи?
преиспитување на европскиот пазар, бостанот ќе оди во Германија, ќе оди во Австрија, ќе оди во или било кој друг корнишонот и така натаму. Наместо таквото нешто, да се има еден доблес по однос на трајни стратешки предопределби, тој производител, кога седне со фамилијата, да има веќе јасна визија што ќе произведува, кои количини ќе ги произведува и по која цена ќе ги произведува. Јас сега, вие не знам дали го доловувате тоа, јас имам веќе контакти со некои од лозарите. Тие се целосно наежени како ќе ги крстат оваа година бербите на грозјето, по која цена и пак има некои политиканства и некои такви работи. Тоа е веќе 30 Наместо години. веќе да се знае, како што рековме пред колку емисии, уште на Свети Трифун, државата треба да излезе, ако мисли дека аграрот е нешто што имаме и ресурс кој е единствен, кој може да ја воведе Република Македонија во европските трендови со брендирани производи, квалитетни и по можност и нетоксифицирани и проверени. И кое нешто ќе биде стандард дека тоа парче земја има квалитетни производи, по можност и органски. Наместо таквата визија, ние имаме сега пак распродажба на овие плодни земјишта. Како да не втасуваат до тие луѓе што се на власт, дека има еден декрет. Република Македонија не смее да дозволи квадрат обработлива првокласна површина, земја која ќе раѓа за генерациите што идат, дека таа не смее да се трансформира во градежна. Градот сега, Струми се ќе ја земам. Во самото срце на градот, на полето, ќе се градат згради. Сега слушам и тука, Велешко или Кавадаречко, дека некои лозови насади вика ќе се одништат, бидејќи ќе се градат вика таму згради. Во Скопје исто така. Тоа е некоја, не знам, нејасна работа за мене како стручњак што сум 40 години во аграрот. Бидејќи се празни површините да не останат празни. За државата секој квадрат плодна површина која треба да ствара храна за генерациите кои идат, да го трансформираш во градежни. Тоа е абсурд. Струмица како со нејзината експозиција над Цареви кули има толку убави површини за градба и градот цел да биде лоциран. Турците биле помудри, каде што градот го лоцирале на планината на Ридот, а доле вика површините доле ќе бидат за стварање на храна. А ние имаме над Цареви кули толку убави површини, толку има можности, а една компарација правам бидејќи доста долг период бев во Лозана, во Швајцарија. Целиот град е на Ридот, на планината лоциран, до горе. А доле не дават еден квадрат да биде трансформиран. Тоа вика ќе ствара храна за тие луѓе што треба да живеат тука. И тие не ја напуштат земјата и успешно произведуваат и за познат купувач произведуваат овие маркети и тука има задоволство. Кај нас тоа не е препознаено. Луѓето кои ги ставаме, не име пратеници, еве сега, слушам и вашите пратеници, кои ги ставаме во собрание, кои треба да излезат, да го кажат зборот на народот, а тоа е чување на површините, плодните површини, организирање и технолошко осовременување на земјоделското производство, грижа кон земјоделските производители по сите основи, ствараат храна, човече. Но тоа е непрепознаено. Политиканството влезено длабоко во стопанството, посебно во земјоделието, и ние ќе имаме се помалку производство на храна и ќе бидеме зависни од увоз. Што е трагедија за земја. Ние немаме друга индустрија. Тогаш ќе биде тешкото за Република Македонија. Каква е состојбата во лозарството? Од тука може да се каже дека веќе бербата на првите асталски сорти на грозје започна. На што треба да внимаваат лозарите во овој период? Точно е тоа. Ова година, со една посебна борба, при такви временски неприлики кои ги имавме, лозарите успеа да дојдат до еден, барем за сега, виден резултат. Иако
тоа на почетокот што го реков, ќе го потцртам сега, дека квалитативниот аспект на грозјето и асталските сорти и винските ќе се сложат многу од лозарите дека се далеку од онаа што беше во свое време. Зошто го зборам тоа? Еве сега голем дел од лозарите 10 до 15 дена ќе берат почна пигментацијата на црните сорти. А уште не е добила големината сортата, зрното. Значи поситни зрна почнуваат со пигментација. И со тоа автоматски од ја физиолошка траума доживеена таму почнува поранување на трансформацијата од киселини во шекери. А тоа уопште не е добро, бидејќи гроздот треба прво да се исполни, зрното да ја добие големината и тогаш почнува онаа бистрење, ние го викаме агрономите, бистрење и почеток на трансформација на киселини во шекери. Сега има одредени производители, може да имат веќе 14 до 16 шекерни единици. Зависно од експозицијата, зависно од тоа како ја имаат, дали имаат применето на калциум, магнезиум. Сите тие факти, а квалитативниот аспект ова година, јас мислам дека ќе биде далеку од онаа што минатите години беше. Но поедини производители, лозари, а кавадарци морам да кажам дека ги има, и тоа квалитетни производители, навремено кога превземаа одредени мерки и за гоење на гроздот, и со анализа на почвата, со ѓубрењето навремено, и оној дожд што падна, тоа што зборевме, нели, што се трансформира од благодарење на авионите од град во дожд. Тоа беше на кавадарци една убава увертира да таквото нешто не се случи по однос на виткање епинастични појави на лисијата, каде што коренот немаше дотација на доволно влага да дотира горе и за тоа, за да се намали транспиративната површина и дисхармонијата, тука се виткаат лисијата. Таквото нешто сега кај одредени сорти го нема. А од тој дожд, другата страна на медаљата е, од тој дожд процентот тек сега, од сега крајот на јули сме, август до септември, ќе имаме една видлива појава која ќе има димензии на еската за која минатата недела зборавме и хлоротичните зони сега веќе одејќи према прилеп тука, одредени зони од лозови насади, праскови насади, одредени зони кои имаат матичен субстрат специфичен, имаат веќе целосна хлороза. А тоа нешто може да се санкционира со одредена стручна апликативна работа, со анализа и дотација на такви творби кои ќе го анулираат тој вишок на елементи кои ствара хлоротични зони на таквите површини. Но за тоа нешто треба сепак еден студиозен научен пристап. А ние во земјоделието мора да кажеме, науката формално правно ја нема буквално. Иако ние имаме голем број на студенти, големи студии, па проекти што се зборат, одредени професори од Скопските универзитети одат по теренот. Повеќе формализмот е поприсутен отколку суштинскиот дел, да производителот добие суштинско нешто и да каже да, јас од факултетот добив тоа и тоа. Примената на феромоните, на формална, како импровизирана форма. Не за кога, како и во кој период, која генерација треба. Едукацијата отсуствува и понатаму. Едукативниот дел кај производителите е уште мислена именка кај земјоделските производители. Токму во насока на едукација ќе го погледнеме и прилогот за новините кои доаѓаат од фитофармацијата. Кога збориме за фитофармацијата,
секогаш имаме еден скептички однос по однос на тоа од досегашната сурова поранешна примена на средствата за заштита на растенијата. Грото од нив беа деривати на нафтата и грото од нив беа дали од прва, втора, трета и четврта група на отрови. Факт кој радува во последно време од онај прав пред се еколошки аспект е тоа што хемиските индустрии ја сватија суштината на она чување на здравјето на консуматорот. Или препаратите кои се применуваат да имаат што помала каренца. Или да имаат голема ефикасност кон штетните инсекти, а за возврат да ги штитат оние корисни инсекти и така натаму. Поранешните препарати што беа, што за жал ги има и уште, прво најчувствителни беа токму оние предаторски форми, умира они први, а после тоа ќе умрат овие правите штетници. И сега кај нас се створи една дилема, каде што онај стручен земјоделски тим едноставно со тек на време се утврди дека е необходно да се внимава на тоа сепак здравјето на тој консуматор биде со приоритет, да биде заштитен од некои такви препарати кои има можеби 20-30 дена каренца и дел од тие карицидите за жал беа толку со резидуи што едноставно после колку дена или недели пак има свое действие кај производите и се најдоа резидуи. Таквото нешто во последно време навистина е веќе во една мината форма, бидејќи се оди кон органски препарати, препарати со многу мала токсичност за предаторските форми и препарати кои се навистина во корис пред се на успешна заштита, а не токсифицирачка форма за консуматорот. Ние за тие нови работи зборевме и ќе збориме и денес не случајно ќе кажеме нешто повеќе за спринтерот 240 SC. За овој препарат, кој навистина влегува на голема врата и во догледно време тој ќе најде свое место во земјоделското производство, посебно во градинарското производство, во лозарството, во штарството и цвеќарството. Тоа е всушност спринтерот 240 SC е нов инсектицид, значи контролор на штетните инсекти со многу широк спектар на делување и кој нуди решение на проблемите, како што рековме, во градинарството, кои не се мали, во лозарството, во штарството и цвеќарството. Што представува спринтерот? Активната материја е спиноса, продукт од ферментација на земјишната бактерија Сахариполиспора спиноза. Спиносадот како активна материја, која може да се сретне во различни формулации, е веќе регистрирана во повеќе од 70 земји во светот и се применува
кај повеќе од 100 култури. И, што е најважно, дава фантастични резултати. Што е многу важно тука да спомнеме? Спиносадот од Европската комисија во последните година-две е вклучен во листата на активни материи дозволени за примена во органското производство во Европската унија. И тоа навистина е факт. Европската унија, која има и како строги критериуми, да значи спринтерот, како една своеврсна форма на позитивен препарат, го вклучи за во органското производство како еден од правите заштитници од штетните чинители кои се јавуваат. Сега се прашаме зошто спринтор? Значи, со неговото аплицирање ние имаме едно двократно делување. Значи и контактно, со самиот контакт кога дојде инсектот, и дигестивно делување на штетниците. Со контактниот чин, тука одма инсектот е веќе парализиран на еден начин, прекратува со јадењето и тука завршува неговата приказка. Посебно и во покасно ќе кажеме во кои се стадиуми од развојот. А дигестивното со понатамошна негова исхрана, доколку контактно не биде опфатен, дигестивно со исхраната веќе он делува, препаратот делува на самиот штетник. Што е карактеристика и една од најголемите позитивни работи на спринтерот при апликацијата? Делува во сите стадиуми од развојот на штетните инсекти. Значи, од чим ларвата, прв ларвен стадиум се испили, тука имаме фантастично делување од првиот ларвен стадиум до имагото, значи сите целиот развиток од сите стадиуми од развојот, тој делува. Значи, приликом апликацијата, нормално под запазување на концентрацијата и дозата, времето на прскање, квалитетот на микронизација на честичките, сите тие услови кога се исполнети, доволно е само контактот на инсектот со спринтор, за да имаме врвна ефикасност и максимална ефикасност на заштита на културата што одгледуваме и смртноста на таквите инсекти. Поголема ефикасност се постига кога тој со апликативниот дел е внесен во организмот на штетникот, на штетниот инсект, и тогаш имаме еден чин на желудочно делување и 100% ефикасност по однос на уништување на штетниот инсект. Карактеристика што кај другите инсектициди го немаме тоа. Ние кај овој препарат, за кој ќе се слушне во периодот кој доаѓа, спринтерот, тој покажува трансламинарно делување и резидуални ефекти при дејството на самиот препарат. Значи,
поради тој потполно нов начин на делување, тој е идеален за антирезистентна стратегија за уништување на штетните инсекти кај сите одгледувани култури. Спринтерот 240 SC има одличен токсиколошки профил и нема никакво негативно делување на корисните инсекти. Тоа што го зборевме пред малку, она што е новото, значи корисниот инсект, земајќи ја во обзир и пчелата, земајќи во обзир тие инсекти предаторски, тука спринтерот буквално го има оној ефикасен дел, бидејќи, како што рековме, тој е продукт од ферментацијата на земјишната на земјишни бактерии од Сахарополистура спиноза. Што е значајно тука да напоменеме? Тоа е едно правило што од заштитарски аспект мораме да го кажеме. Тоа е чиста голема новост за заштитата во Република Македонија. Тука ние мора да сватиме дека треба да се предпочитаат оние суштински работи на фабриката производител. Што тоа значи? Често пати приликом експерименталните огледи ние одиме со неколку дози од пример на спринтерот. Фабриката производител мора да се почитува со критериумите кои ги дава екипата од доктори на науки за кога, како, со која концентрација и доза, по кој временски период да се искористи спринтерот да го даде својот инсектициден ефект. Значи, со еден збор, почитувањето на количината на растор по хектар површина, што мора да кажам дека од заштитарски аспект секогаш имаме ние одредени дилеми со одредени производители, каде што тој вели, па не, ми беше помлад расадот, ставих помалку. Или, кога е постар расадот, ставих повеќе. Таквите нешта, во таквите препарати, кои ги немаат тие инсектицидни, строги инсектицидни критериуми да има и фитотоксичност и сето тоа, треба да се предпочитаат дозите, значи ако се каже 0,3%, примерно зборам, значи тоа треба да се предпочита и да се на еден начин примени во таа концентрација или доза. Второ, ако се каже дека тој и тој препарат, земајќи го во предмет и спринтерот, значи, бидејќи се работи за земјишна бактерија, која во специфики од 45-50 степени може би ја нема ефикасност или ја губи ефикасност. Тука треба да се предпочита периодот на прскање. Точниот одмер на средствата, што е една значајна работа, квалитетот на прскање, микронизацијата на честиците, бидејќи преска не случајно го спомнавме тоа, дека во секоја фенофаза од развојот, секој стадиум од развојот на растението, дека тој дава фантастични ефикасности. Бидејќи контактното, максимално микронизирање на честиците, контактно го опфаќаат инсектот и тука препаратот го дава саканиот ефект. Или, кога е на лисната маса, со максималната микронизација на самите лисија,
ние имаме добар опфат на листот и инсектот кога загризува, го проголтува тоа и тука бактеријата со својата ефикасност, активната материја, делува дигестивно во самиот инсект и инсектот тогаш умира. Значи, тука тоа го збориме од причина, бидејќи таквите новости треба се предпочитаат со принципите кои се дадени од фабриката производител. Бидејќи често пати многу високо квалитетни препарати не го добиваат оној авторитет што треба, исклучиво ради таквите непочитувања. Имаме ситуации за некои препарати кои се од Хемомак, од БАЕСЕФ, првокласни препарати, тој отишол со половина доза по хектар површина наместо со тоа што треба и вели препаратот не го даде својот резултат. А тој не ја запазил концентрацијата или дозата, тој не ја запазил количината на раствор по хектар површина, тој не запазил ни таа максимална микронизација, турбото што знае да ја прави, и дежурен кривец останува точно препаратот дека не ја дава ефикасност и дека нема да го користи. Што е една голема грешка за која нешто ние секогаш од стручно-практичен аспект на теренот збориме предпочитањето на тие нови работи, како што е спринтерот, каде што не случајно тоа го збориме, дека е регистриран во 70 европски земји, во светот уствари, и дека е веќе применет кај повеќе од 100 култури, каде што стручното мислење, кое е најзначајно, зборува за постигање на фантастични, контактни и дигестивни резултати во успешно сузбивање на дали било тоа трипсот, дали било кој штетен инсект. Значи, целта на овие наши презентации е и укажување кои ги уедноставуваме, не случајно го правиме, бидејќи овој препарат со тој профил на делување мора да сватиме дека е новост која заслужува внимание, која буквално Европската заедница рекла спринтерот да. Зошто? Затоа што нема никакви резидуални остатоци, затоа што е фантастично ефикасен, затоа што има брзо контактно и дигестивно делување и на таа основа се оди кон она лепрошаста, брза, ефикасна заштита и во оранжериското производство и во производството на отворено. Значи, со еден збор, ние за тој и за сличните такви препарати нема воопшто да ни биде криво што отделуваме простор да го презентираме тоа кое е и во интерес на здравието на луѓето, кое е и во интерес на производителот, а генерално во интерес на заштита на животната околина, значи не е загадувач, не е препарат од група која остава токсични резидуи и, што е најважно, приемчив и признат од Европската Унија, каде што добива специјален сертификат за органското производство. Значи, тоа се вистините за таквите нови работи кои сега продираат и кои Хемомак успешно ги трасира патот за Република Македонија утре со евентуалниот тој влез на наша храна на европскиот пазар, заштитената храна со таквите препарати,
каде што резидуи нема шанса да ги има, или примерби од европскиот пазар, тоа е иднината за кое нешто јас сум убеден дека во наредната веќе сезона ќе имаме и како добра примера на тој и сличните такви препарати кои се од интерес за Република Македонија. На крај сме на емисијата, слушнавме што нуди фитофармацијата како новост. Професоре, што ќе биде пораката? Пораката е таквиот и сличните такви препарати кои ги обсервираме во лабораториски услови. Се за добробит на земеделското производство. Од причина што таа токсиколошка најважна работа која буквално човечкиот род го стави во една незавидна состојба со таа храна, каде што резидуите од пестицидите си праваат свој чин на оболување кај луѓето. И затоа таквиот препарат и сличните такви ние секогаш ќе им даваме предност. Доколку има некое непознавање, бидејќи некои од средствата не може да се користат амблок цела година. Треба одредени промени на активни материи, зависно од кое присуство го има штетникот, во која популација и така натаму. Значи, секој препарат, таа едукативна емисија го има тој еден позив до производителите. Секој препарат кој дојде на продажба има своји ефикасности. За да тие ефикасности дојдат во права форма, треба консултација со стручно лице, фенофазниот разбој, кога треба се примени препаратот, која концентрација и доза, во кое време, бидејќи голем дел од препаратите имаат фото и термолабилност, и тој прскал 11-12 сат, а сега да излезеш надвор е 40, значи сите тие активни материи брзо бегат, испаруваат. И тука препаратот не е добар. А не дека негова е грешката, што треба да знае дека стручњакот треба да го почитува, дека тоа треба да се испрска во време на температура која е поволна, кога растението може да го абсорбира препаратот и да тој ја покаже ефикасноста према одреден дали тоа патоген, дали е штетник или е болест, автоматски ќе го даде резултатот. Таквото нешто, еве ние овие емисии веќе колку 5-6 години ги имаме, е целта наша да го воведеме производителот во една таква едукација. Еве, секој препарат има нели и своја препорака на користење. Да се почитува, ако нешто не е јасно, да не он мисли дека многу знае. Никој, и јас, како професор, во некои работи се консултирам со одредени луѓе по однос на тоа да се спои корисното и доброто. А целта нашите емисии како производител да правилно ги користи средствата, правилно ги користи, значи врз основа на диагноза, како правилно да ги користи ѓубривата врз основа на анализа на почвата, со тоа тој ќе има редукција на користење на пестициди, редукција на ѓубрива, а ќе има економски оправдан производ, квалитетен. А крајниот епилог од се е тој производ нема да има резидуи вишок од пестициди, нема да има нитратни форми од ѓубривата. Со тоа, овие емисии најголемиот поен е тоа што производителот заслужува да јаде нетоксифицирана храна. Здрава храна која ќе му даде поттик со витамините и минералите, а не со резидуите кои разараат и ствараат болести кај луѓето. Таквото нешто јас мислам ќе имаат доблест да го сватаат и луѓето кои ги водаат градовите. Еве, Кавадарци, Струмица, тоа се производни градови каде што се троши големи количини на пестициди. Сега, вашиот градоначалник би требало да има доблест да има на масата еден лист
да види колку препарати се трошат во текот на една сезона и колку доаѓаат по граѓанин. И тогаш ќе каже дека таквите емисии ќе ги поддржаме и треба да се едуцираат производителите во интерес на здравјето на сите нас. Благодарам, професор. Благодарам и вам. На крај на емисијата, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. До гледање.